стапки влијаат врз цените и врз економијата. За да го разбереме ова, најпрво треба да знаеме што претставува каматна стапка. Наедноставно кажано, каматната стапка е цената на кредитот, односно цената на позајмените пари. Кога каматните стапки се ниски, кредитите се поевтини и побарувачката за кредити се зголемува. Луѓето повеќе трошат, компаниите повеќе инвестираат. Кога трошењето се зголемува, а понудата не може да се прилагоди, цените почнуваат да се зголемуваат. Со тек на време, ова може да предизвика инфлација. Кога каматните стапки се пак високи, кредитите стануваат поскапи. Луѓето и компаниите помалку позајмуваат, помалку трошат и помалку инвестираат. Со тоа се намалува притисокот врз цените, а инфлацијата почнува да се намалува. Но, ако ова трае подолго време, економијата може да забави, а во некој случај дури да влезе и во рецесија. Но кој ги одредува каматните стапки? Централните банки. Таа ги одредува условите на банкарскиот систем и индиректно преку тоа влијае врз каматите на целата економија. Кога инфлацијата е висока, ги зголемува каматните стапки, така го намалува трошењето. Кога економијата забавува, ги намалува каматните стапки со цел да ја поттикне економската активност. Можеме да кажеме дека каматните стапки се како газ и кочница во економијата. Кога економијата треба да се успори, тие се зголемуваат. Кога треба да се поттикне, се намалуваат. Од тука, главниот предизвик на централните банки е да најде баланс. Каматните стапки да не бидат ни премногу високи, ни премногу ниски, туку толку колку што треба за стабилни цени и здрава економија.